Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Денеска сме тука пред јавното обвинителство затоа што скандалот на почетокот на мандатот на новиот јавен обвинител е сериозен аларм за она што се случува. Јавниот обвинител требаше да биде независен. Требаше да биде гарант на правдата. Како што рековме, не сме сигурни кога станува збор за изборот на Мицковски, без оглед на биографијата. Еве, не ни почна со работа, а веќе имаме скандал. Мандатот на Ненад Савевски започна со одлука да ја предложи Јасмина Костеска-Здравевска за шеф на Вишото јавно обвинителство. Името на Костеска-Здравевска на јавноста не е непознато. Таа се спомнуваше во разговорите од бомбите, во комуникацијата помеѓу Сашо Мијалков и Гордана Јанкуловска, каде се договара низиниот избор. Таа што сме ја договарале, ја квалификувавме како наша. Наша е, кога ќе го видиш, ќе ти текне на човекот. Низиниот сопруг, исто така, дел од процесите за лустрацијата на Славко Јаневски. Еве како почнува мандатот на новиот обвинител. По теркот на Никола Груевски, со договорени судии и обвинители од тефтерчето, кое граѓаните многу добро го паметат. Дали ова одлука е самостојна на обвинителот Савевски или уште една задача дадена од Христијан Мицковски? Затоа што веќе видовме, Мицковски од собраниска говорница му дели задачи на јавниот обвинител. Советниците на власта и функционери на ДПМН се избираат за судии. Се води кампања против СЈО за рушење на пресудите и враќање на Никола Груевски. Се подготвуваат нови кампањи преку Боки 13 и Катица Јанева со веќе видени сценарија. Се спроведуваат црни кампањи и јавен линч против опозицијата. Почитувани граѓани, се враќаме во 2016 година. Духот на Сашо Мијалков и Никола Груевски не само што е присутен, тој повторно живее во институциите. Но граѓаните веќе еднаш го победија тој систем. Ќе го победат повторно. Ви благодарам.